Свети великомаченик Георгиј Македонски православен храм во градот Охрид се наоѓа во населбата Горна Влашка мала во близина на градската општа болница. Црквата е изградена во 1834 година, а камбанаријата е изградена во 1950 година. Овој верски храм кој е посветен на Свети великомаченик победоносец Георги датира од првата половина на 19 век. Поточно граден е во периодот од 1834 година до 1838 година. Самиот храм е изграден на постоечки темели од стара црква и е направен од клесан камен целиот, освен покровните венци, надвратниците и апсидата која е петострана со слепи ниши и тие се изработени од обработен бигор. Во дворното место на црквата изградени се помошни објекти, канцеларии за свештеници, народна трпезарија, има и дел каде активности имаат децата со посебни потреби. Во самиот дел на храмот или во дворот на храмот подоцна е направена првично камбанаријата. Камбанаријата таа е градена во 1950 година, а додека пак во 1984-85 година е направена како продолжен дел од тремот крстилната во кој денеска се одржуваат светите тајни на крштење и света тајна на миропомазание. Во самиот двор исто така имаме и помошни објекти. Тоа е канцелариите на свештениците, трпезарија. Во склоп на трпезаријата имаме и кујна која работи за потребите на народот. А во самиот пак и објект имаме и организација која има проект за работа со деца со посебни потреби и пензионери кои се сами и целодневниот делот од денот го поминуваат тука. Станува збор за активна жива црква исполнета со верници, но и туристи од сите краеви ширум светот. Активна жива црква во која има секојдневни утрински и вечерни богослужби, а за празниците, големите господови, богородични, светителски празници, во неделите имаме литургиски, се служи света божествена литургија. Дали доаѓаат овде често туристите и дали охриѓани се верници, дали ги посетуваат често храмови? Да, во последно време црквите ни се полни со верници. Интересно е што покрај што доаѓаат возрастните, почнаа да доаѓаат и младите. Така да мислам дека Охрид верски е заживеан и дека ние ќе продолжиме да работиме за да ја пренесеме нашата вера и верата на нашите дедовци во идните поколенија кои доаѓаат после нас. Во внатрешноста централната купола во црквата е поставена на 4 носечки ѕидови. Се наоѓаме во храмот, во самиот храм посветен на Светиот великомаченик Георги. Интересно за тој преродбенски период е тоа што самата централна купола е поставена на 4 носечки ѕидови. Во 2013 година, бидејќи подот беше стар, братството при храмот на Светиот великомаченик Георги взе задолжение, го смена и направивме нов под. Во истата година го сменавме иконостасот. Доброто на сите е тоа што на самиот иконостас ги вративме постоечките икони од претходниот иконостас. Самата црква од 2014 година е под Министерство за културно наследство и заштита на споменици. Моментално сега имаме поднесено барање до самото министерство затоа што треба да се направи статика на самиот храм, бидејќи малце се оштети од земјотресите кои беа од 2017 година, повод од оној земјотрес кој беше на самиот ден на Светиот Наум, Охридскиот чудотворец. Се надевам се дека со Божја помош, со помош на Светиот великомаченик Георги, дека тоа брзо ќе се санира и дека овој храм ќе остане жив и ќе им служи на самите луѓе, а луѓето ќе му пренесуваат молитви, благодарствени жртви на Господа Бога и нашиот Спасител Исус Христос. Делот фреско живописот е од тој период во преродбенски стил, додека наосот на црквата е фреско живописан од Ѓорги Крстевски од Охрид, а олторот е живописан од Драган Ристевски исто така од Охрид.